Комисијата за разгледување на стадионите во Источна Македонија, представувана од Фудбалската федерација на Македонија, вчера присуствуваше во Кочани за да види какви се подготовките на стадионот Никола Мантов за одржување на меѓународни надпревари до 21 година, односно исполнување на одредени стандарди за аплицирање на меѓународни надпревари. Комисијата во Кочани вчера била по трет пат во текот на оваа година, при што од нивните посети, истакна Андов, имавме укажување дека треба да се подобри инфраструктурата на стадионот. Ваквите укажувања целосно не се реализирани, зашто и од вчерашната нивна посета повторно ќе добиеме информација. Став на комисијата е дека и покрај укажувањата за одолни недостатоци на стадионот за одржување на меѓународни надпревари се останало постаро. На градскиот стадион Никола Мантов е предвидено да се одржат два меѓународни надпревари во машка и женска конкуренција на фудбалери и фудбалерки до 21 година. Ефектите овие два надпревари за градскиот стадион, но и за Кочани, доколку ги исполниме условите, ќе биде можно големо значење. Единствена светла точка од посетата беше укажувањето дека Кочани располага со квалитетни сместувачки и устителски објекти. Брана Градче, Центро бизнис, Слив, Шагал, кои се во непосредна близина на општина Кочани. Истиот може да прима и угости над 100 луѓе. Доколку во најскоро време не се интервенира на градскиот стадион по забелешките на комисијата од Фудбалската федерација на Македонија, загубата ќе биде уште поголема. Кочани како град заслужува да се играат меѓународни надпревари, како оној пред 20 години меѓу младите репрезентации на Македонија и Данска.